Добре дојдовте во училница. Ова е час по музичко образование за трето оделение, а јас сум оделенски наставник Даниела Торковска и предавам во Општинското основно училиште Дане Крапчев во Скопје. Денешната наставна содржина е пеење детски народни песни. Што ќе научиме од ова видео? Да применувате правилен пеачки став, кој што подразбира правилно седење, правилно држење на телото и правилно дишење при пеењето. Да се оспособите да пеете песни со разновидна ритмичко-мелодиска линија. Песната е животен сопатник на човекот. Таа е изразно средство преку кое ги изразуваме мислите и чувствата. Уште од минатото, далечното минато, човекот ја употребувал песната и преку неа искажувал весели моменти и тага. Има различни видови на музика. Народна музика, забавна музика, класична и детска музика. Секој вид на музика има своји карактеристики по кои се разликува од останатите видови музика. Се поставува прашањето за која музика велиме дека е народна музика. Музиката која се пренесува од колено на колено, односно од генерација на генерација, по пат на усно предание, се вика народна музика. Народната музика се свири на музички народни инструменти, како гајда, кавал, тапањ, хармоника, гитара, а сето ова може да биде надополнето со звуците на виолина. Вашата денешна задача е да ја научите детската народна песна која што ќе следува, а потоа истата треба да ја научите и да ја пеете. За овој денешен час ја одбравме песната Садила Тимка Босилок. Јас ќе ја прочитам песничката, ќе ја обработиме, ќе објасниме непознати зборови, а потоа ќе пристапиме кон нејзино пеење. Садила Тимка Босилок. Садила Тимка Босилок, садила Тимка Босилок. На мермер камен садила, на мермер плоча широка. Што садела Тимка? Тимка садела босилок. Каде го садела Тимка босилокот? Таа садела на мермер камен, односно на мермер плоча. Предпоставувам дека непознати зборови од оваа строфа би ви биле босилок и мермер. Што значи босилок? Босилок е еден вид на растение, односно билка, и изгледа вака, додека пак мермер е многу цврст камен. Одиме со втората строфа, која што е слична на првата. Садила Тимка босилок, садила Тимка босилок. На мермер камен садила, на мермер плоча садила. Со третата строфа. Не е никнало босилок, не е никнало босилок. Туки никнало джунджуле, туки никнало джунджуле. Што и никнало на Тимка? На Тимка не е никнал босилок, но затоа е никнало джунджуле. Предпоставувам овдека ќе ви биде нејасен збор джунджуле и затоа во следниот слајд го објаснуваме. Джунджуле е еден вид на цвеќе. Викнала Тимка да плаче, викнала Тимка да плаче. Ох, леле Боже до Бога, ох, леле Боже до Бога. Како ќе идам до дома, како ќе идам до дома? Мајка ми ќе ме отепа, татко ми ќе ме искара. Зошто Тимка се плашела да оди дома?
затоа што мислела дека мајка и ќе ја отепа, ќе ја истепа, а татко и ќе ја искара. Откако ја прочитавме и ја обработивме песничката, ги објаснивме непознатите зборови, сега ќе ви ја пуштам песничката со цел да ја испеете, а вашата задача ќе биде прво песничката да ја научите, односно да ја запишете во вашата музичка тетрадка и неколку пати ќе си го вратите видеото со цел да научите истата да ја пеете. Предпоставувам дека ви се допадна песничката која што ја избрав за овој час. Истата можете да ја вратите неколку пати, односно да го вратите видеото со цел да ја научите убаво да ја пеете. И се надевам дека го доближивме поимот за народна песна, детска народна песна. Ви постакувам пријатна работа.